Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Туристите покрај забавата во празничниот период ги посетува и културно-историските локалитети. Филипинка се пресели во Охрид во потрага по подобар живот. Се шират лажни СМС пораки со цел за злоупотреба на лични податоци. Тројца охриѓани дел од организирана група за криумчарење мигранти и трговија со луѓе. Од полноќ поевтинуваат горивата. Со содржините на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид во среда по свежото утро во текот на денот ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура од 3 степени, додека пак дневната ќе достигне до 9 степени. Во четврток и петок во Охрид умерено облачно време со повремени сончеви периоди и релативно топло. Минималната температура од 4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 10 степени. Во сабота претежно сончево време со појава на локална облачност, а навечер со услови за локални врнежи од дожд. Минималната температура од 4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 12 степени. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навреме пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Ланецот супермаркети Миса, препознатлив бренд во Охридско-Струшкиот регион. Во Миса секогаш се пазарува со мерак, во сопствената месарница, рибарница, пекара, зелен пазар и во одделот за готова храна. Огромниот асортиман на производи е со загарантирано ниски цени. Пазарете со мерак, ваши Миса маркети. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока,
Unitas. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Заврши празничниот викенд. Туристите покрај богатата новогодишна забава уживаа и во културно-историските споменици на Охрид. Заврши празничниот викенд во Охрид со убави впечатоци. Денес од главниот туристички центар заминуваат поголемиот дел од гостите. Најбројни деновиве беа гостите од Србија, Бугарија и Црна Гора, но не изостанаа и домашните туристи. Имаше и организирани групи од Холандија, Полска и Германија. Гостите покрај богатата забава во хотелско-гостителските објекти се запознаа и со културно-историското наследство на Охридскиот регион. Најголема посетеност имаше во стариот дел на градот, манастирот Свети Наум Охридски и заливот на Куските. Културната тура низ стариот дел на градот секако имат голем интерес покрај тоа што доаѓаат за забава. Сепак туристите сакаат да го пополнат своето време и да го прошетаат и да знаат уште некоја тајна плюс додатно, уште некоја скриена приказна која што секоја ние од водичите секој имаме своји скриени приказни нормално за да го направиме престојот уште поинтересен, приказната да биде уште поинтересна. Голема е, долга е нашата приказна, се трудиме да ги забавуваме на забавен начин, тоа да ја прикажеме целата наша богата историја. Нормално, тука е покрај стариот дел, тука е и манастирот, неизоставно манастирот, посетата на манастирот Свети Наум. Од хотелската асоциација велат во зимскиот период недостига воведување на чартер летови и избогатување на понудата во регионот со изградба на скијачки центри. Чартер летовите ги немаме во зимскиот период. И штом ги немаме чартер летовите, а сме лимитирани со летови, значи странците треба да дојдат со авиони. Секако нема да возат од некаде. Летовите до Скопје ги користат и затоа се странците, зборувам од подалечните држави. Овие што доаѓаат тука се сите со автобуски превоз или сами со коли доаѓаат и така. Авионскиот превоз уште не е лимитиран во зимскиот период. Треба да поработиме малце на зимските центри, треба да направиме некој ниво на повисока класа на зимски центар, како би биле попривлечни за странски гости да доаѓаат со авиони и да одат по нашите места. И следниот продолжен празничен викенд за божикните празници се очекува с големина посетеност во Охрид. Некако за новогодишните празници, но резервации има и од земјава и од соседните земји. Марија Хуана Джейн од Филипините пред 6 месеци се пресели да живее и работи во Охрид. Во потрага по подобар живот, илјадници километри од својот дом, денес работи како готвачка во угостителски објект, а го учи и македонскиот јазик. Вели, во нашата земја ја нашла и љубовта и сака да биде македонска невеста. Марија Хуана Джейн од Филипини веќе 6 месеци живее и работи во Охрид. Претходно 14 години работела во Дубај како готвачка во училиште, 2 години во ресторан во Србија, за од јули годинава да се пресели во главниот туристички центар во земјава. Вработена е како готвачка во угостителски објект. Вели, нискиот стандард на Филипини ја натерал да трага по подобар живот и илјадници километри од сопствениот дом. Задоволна е од платата, но и од животот во преубавиот Охрид.
now, the conversion of money in Macedonia and Philippines is the same. Now our government... Денес кога ќе се конвертира македонската плата со филипинската е речиси иста. Денес нашата влада нуди доста работа, но проблемот е што има многу луѓе, гужва, сообраќај, а овдека е многу помирно. Помалку луѓе, помирен живот и добра плата. За сега поседува работна виза, но го учи македонскиот јазик. Во земјава ја нашла и љубовта. Вели сака да биде македонска невеста. I have working... Имам работна дозвола за 1 година, но планирам да се омажам тука па да добијам и македонско државјанство. Чекам документи од Филипини. Мојот план е да останам тука во Македонија, бидејќи тука ја најдов љубовта. Марија Хуана вели постојано објавува снимки од Охрид, а незините пријатели широм светот се воодушевуваат. Многу од нив прашуваат за работа во земјава. Ja saka Macedonia. Doјди Македонија, има ради пуно. Плата добро. Додека многумина се иселуваат, има странски државјани кои среќата и љубовта ја наоѓаат во нашата земја. Покрај Марија, во хотелско-угостителскиот сектор во Охрид засега има неколкумина вработени странци. НЛБ банка со важно известување до своите клиенти. Лажни СМС пораки за наводни поштенски пратки, обид за злоупотреба на лични податоци и финансиски средства. Повторно се забележани СМС пораки поврзани со наводни поштенски пратки и линк кој води до лажна веб страница на АД Македонски пошти. Доколку добиете СМС порака со ваква содржина, ве молиме не ги споделувајте податоците од вашата платежна картичка, ниту пак вашите лични податоци. Се работи за лажни СМС пораки преку кои се прави обид за измама, односно злоупотреба на вашите лични податоци и финансиски средства, предупредуваат од НЛБ банка. Кривична пријава за криумчарење мигранти против 6 лица, од кои 3 охриѓани. Пријавените како дел од меѓународна криминална група, организирана од лица за кои веќе е поднесена кривична пријава, биле ангажирани во улога на лица кои го вршеле прифаќањето и превезувањето на лицата илегални мигранти на територија на Република Бугарија и Република Унгарија. Националната единица за сузбивање на криумчарење мигранти и трговија со луѓе при секторот за криминалистички истраги во одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал до основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција поднесе кривична пријава против 6 лица за сторено кривично дело, организирање на група и поттикнување на извршување на делата трговија со луѓе, трговија со дете и криумчарење мигранти на територијата на Република Бугарија и Република Унгарија, информираа од Министерството за внатрешни работи. Кривична пријава е поднесена против ЦН 23 годишен, АМ 23 годишен и ИБ 20 годишен и тројцата од Охрид, како и против АС 23 годишен, ФЗ 21 годишен, двајцата од Кратово и БД 25 годишен од Куманово, се наведува во полициското соопштение. Во временскиот период од август 2021 година до мај 2023 година со цел стекнување на противправна имотна и материјална корист, сега кривично пријавените како дел од меѓународна криминална група организирана од лица за кои веќе е поднесена кривична пријава, биле ангажирани во улога на лица кои го вршеле прифаќањето и превезувањето на лицата илегални мигранти на територијата на Бугарија и Унгарија. На кривично пријавените за успешно извршено криумчарење на мигранти им била исплаќена парична надокнада во висина од 1000 до 3000 евра, во зависност од земјата во која требало да го вршат прифаќањето и превезувањето на илегалните мигранти, информираат од Министерството. СВР Охрид со детаљи за сообраќајната несреќа која се случи вчера вечер на регионалниот пат Охрид Свети Наум. Во полицискиот билтен информација и за тепачка и пронајдена дрога. Синоќа во 18 часот и 30 минути на регионалниот пат Охрид Свети Наум се случи сообраќајна несреќа помеѓу патничко моторно возило Голф со црногорски регистарски ознаки, управувано од 77 годишен државјанин на Црна Гора, патничко моторно возило Мерцедес со српски национални ознаки, управувано од 27 годишен државјанин на Република Србија и патничко моторно возило Форд со охридски регистарски ознаки, управувано од 61 годишен жител на Охрид.
Во несреќата со тешки телесни повреди се здобила сопатничката од возилото Голф 70 годишна жена од Црнагора, а со телесни повреди се здобиле тројцата возачи, двајца сопатници од возилото Голф и уште двајца сопатници од возилото Мерцедес, констатирани во специјалната болница Свети Еразмо во Охрид. Увид изврши увидна екипа од СВР Охрид. Во 2 часот и 40 минути по полноќ на улицата 8 март во Охрид приведени се 2 лица од Охрид на 47 годишна возраст и двајца 19 годишници од Штип. Тие претходно на улицата Стив Наумов во Охрид го нарушиле јавниот ред и мир со меѓусебна физичка пресметка. По целосно документирање на настанот против нив ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од СВР Охрид. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 2 лица од Охрид на возраст од 34 и 41 година поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. При претрес извршен во стан во Охрид, што заеднички го користеле, полициските службеници пронајдоа и одзедоа опојна дрога кокаин, информираат од СВР Охрид. Поевтини цени на горивата од ноќеска на полноќ, соопшти Регулаторната комисија за енергетика. Бензините ќе поевтинат за половина денар за литар, а дизел горивата за 1 денар. Новата малопродажна цена на Евросуперот БС-95 ќе изнесува 77 денари за литар, а на Евросуперот БС-98 79,5 денари за литар. Евродизелот ќе се продава по цена од 73,5 денари за литар, а екстра лесното масло за домаќинство за 73 денари за литар. Новата малопродажна цена на мазутот ќе изнесува 41,236 денари. По продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Бројот на загинати во силниот земјотрес што вчера ја погоди Јапонија денеска се зголеми на 48, соопшти штабот за катастрофи на префектурата Ишикава. BBC, повикувајќи се на официјални лица од префектурата, соопштија дека бројот на жртви би можел да продолжи да расте. Спасувачите се во трка со времето за да ги извлечат преживеаните од зградите уништени во земјотресот, изјави денеска јапонскиот премиер Фумио Кишида. Околу 33.000 домаќинства ја поминаа ноќта без струја, додека многу градови останаа без вода. Неколку силни земјотреси, од кои најсилниот беше со јачина од 7,6 степени според Рихтеровата скала, вчера ја погодија јапонската префектура Ишикава на брегот на Јапонското море. Лидерот на јужнокорејската опозицијска демократска партија Ли Јаемјун, кој тесно ги загуби председателските избори во 2022 година, беше избоден со нож во вратот за време на посетата на пристанишниот град Бусан на југоисточниот дел на земјата, пошто во свесна состојба беше пренесен во болница, а осомничениот напаѓач веднаш бил уапсен, јавува јужнокорејската новинска агенција Јонхап. Представник на Националната универзитетска болница во Бусан, каде што Ли беше однесен околу 20 минути по нападот, рече дека животот не му е во опасност и дека тој бил пренесен со хеликоптер во Сеул, каде што ќе биде опериран, пишува Ројтерс. Портпаролот на Демократската партија изјави дека повредата е тешка и дека постои ризик состојбата на политичарот да се влоши. Авион на компанијата Japan Airlines се запалил при слетувањето на аеродромот Ханеда во Токио. Јапонските медиуми пренесуваат дека пламенот излегувал од прозорците на авионот и од под него, а запалена била и пистата. Јапонски медиуми, повикувајќи се на информации од властите, соопштија дека авионот по слетувањето на аеродромот Ханеда може би се судрил со авион на јапонската крајбрежна стража. Според портпаролот на Japan Airlines, во авионот JAL 516, кој полета од аеродромот Њучитозе во Хокаидо, имало повеќе од 300 патници. Guardian пренесува дека вкупно 379 патници, членови на екипажот на авионот на Japan Airlines, наводно биле евакуирани. Од видеото објавено од Sky News се гледа дека на пистата има противпожарни возила кои го гаснат авионот во пламен. Индиската вселенска агенција ИСРО успешно лансираше ракета која носи обсерваторија која ќе проучува астрономски објекти како црни дупки. Тој беше лансиран од космодромот Срихарикота во 9 часот и 10 минути по локално време во понеделникот. Вселенската агенција соопшти дека сака да им помогне на научниците да го подобрат своето знаење за црните дупки. Возбудливо време е пред нас, изјави председателот на ИСРО по лансирањето. Црната дупка е област од Вселената каде што материјалот
материјата се распаднала сама по себе. Гравитацијското влечење е толку силно што ништо, дури ни светлината, не може да избега. Црните дупки се појавуваат од експлозивното уништување на одредени големи звезди, а некои се навистина огромни. Нивната големина е милијарди пати поголема од масата на нашето сонце. Сателитот на ИСРО, XPO Satellite, ќе има за цел да спроведе длабинско истражување на црните дупки, изграден по приближна цена од 250 милиони рупии или 30 милиони долари, се проценува дека ќе има животен век од 5 години. Лансирањето доаѓа по исклучително успешната година за Индија. Во август нејзината мисија на месечината Чандраян-3 се спушти во близина на лунарниот регион на Јужниот пол, област до која никој досега не стигнал. Неколку дена подоцна го лансираше Адитја L1 на својата прва наблюдувачка мисија на Сонцето. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно!